Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Се јавуваме од селото Крклино, кое што се наоѓа на 5 километри од Битола. Денеска дојдовме овдека со еден специјален повод. Ќе имаме можност да ја посетиме збирката на реткости Филип, која што е собственост на господинот Борис Станевски, кој што живее токму овде. А ние ќе бидеме денеска негови гости, а вие, почитувани гледачи, ви ветувам дека ќе имате многу интересна, возбудлива емисија и ќе имате можност да видите нешто што ретко каде во нашата држава може да се сретне. Останете со нас, се враќаме за неколку минути. Почитувани гледачи, како што кажавме во најавата, денеска сме специјални ексклузивни гости на едно прекрасно, многу возбудливо и интересно место. Останете со нас, ова ќе биде прекрасна емисија. А сега сакам да го најавам мојот домаќин, веднаш кога до мене се наоѓа соговорникот во ова наше Супер Звезда шоу, господинот Борис Станевски. Борис, добре ни дојде во Супер Звезда, како си? Па добар сум, малце работно и на дуќанот и тука из музеот. Посебно ми е драго што ќе имаме можност денеска да бидеме гости овдека кај вас, бидејќи станува збор за нешто специјално што вие со години го правите. Како што кажав, ќе имаат можност нашите гледачи во оваа емисија да посетат еден специјален, невообичаен, еден приватен музеј. Значи станува збор за една збирка која колку години е стара? Па збирката е скоро околу 50 години стара, али поинтензивно почнав да собирам негде околу 30 години. Значи вие 30 години од вашиот живот посветивте на сите овие работи кои што се овде околу нас. А музеот е регистриран како музеј веќе 15 години. 15 години сте регистриран како музеј. Аве да кажеме за сите оние кои што сакаат каде може да ве најдат. Значи ова е село Крклино кое што се наоѓа каде поточно? Село Крклино кое се наоѓа пред Битола од страната на која се доаѓа од Скопје. На околу 5 км. Вие цел живот си живеете овде? Цел живот тука сме и родени. Тука живееа и вашите? Да. Татко ми, дедо ми, негде околу 500 години негде се претпоставува. Нашите предци се дојдени од Прокопане, од Леринско тука негде. Али негде околу пред 500 години. И тука сте сега стационирано последно време, а вие успеавте и некои предмети од нив да соберете и воедно да ги вметнете во збирката? Па нема нешто наследено, некои многу предмети, исклучиво некои предмети од алатки за земјоделието, што работувале земјата, иначе нешто друго немам многу наследено. Имаме на носија од мајка ми останата, и доста и сиромашко сме живееле, така и примитивно се работело. Сега да започнеме, ева каде им објасниме на нашите гледачи. Што си има кај вас, во колку дела е поделен вашиот музеј? Нашиот музеј е поделен во авто и етно музеј. Автомузејот е и тој поделен во два дела, во моторцикли и автомобили. А етно збирката е во градска соба, селска, еврејска и турска соба и една антикварница која имаме некои предмети што се отпоѓа така и што некогаш и би ги продале, што се дупликати. Така, на многумина нема да им се верува што се може да има и што се содржи вашиот приватен музеј, така да јас предлагам веднаш да направиме една вака прошетка и да почнеме да објаснуваме едно по едно што се има вашиот музеј. Јас како со возилата почнав прво со моторите. Прво зедов еден мотор, и реков, онака мераклија бев за мотори. И од 71 година 25.000 тули направив, уствари 30.000 тули направив, рачно ги правев, за да купам еден мотор. И тоаш купив еден мотор Томас, 4-брзинка. И после кога почнав да работам, купив кола, па моторот така малце го изостави. 91 година купив еден мотор BMW 250 кубици и тој си го чува во дуќано кај што работи. И често луѓе доаѓаат во дуќано и сите се фаќаат за моторот. И ми кажуваат, на филан место има таков мотор или тој продава, јас и така ги наоѓав моторите. Некои ми се нудеа да ги купам и скоро сите мотори, 90% во Битола ги откупи. Кажавте и дека има еден подарок
Ке кажеме ли од кого е? Да, имам еден убав подарок од фамилијата Ставрич од Скопје, од господјата Марина. Едно утро во Дуќано ми звони телефонот и вика Борис Станевски, да, викам. Имам многу добри муабети за вас слушано, сакам рече еден мотор да ви подарам. Па реков, фала ви многу, реков, за 10 дена ќе доаѓам во Скопје, па ќе видам, ќе го земам. Кога го видов и се воодушевив, стварно убав и редок мотор, NSU Vespa од 55-та година, 150 кубици. И многу му сум благодарен на фамилијата Ставрич од Скопје што ми го подарија тој мотор. Дека ми испратиме поздрав во ова наше супер звезда шоу. Сега може ли да кажеме колку мотори имате вие во вашата збирка? Сега имаме 14 мотори, само BMW се тие. 500 кубици, 600 кубици имаме по еден, другите се останалите по 250 кубици. Имаме најстариот ми е мотор од Сакс и Викторија од 37 година. Па имам Декавиња 3, NSU Max, Циндап. Не сте застанати со формирање на збирка? Не сум се уште и не мислам да застанам. Од кога собрав околу 10 мотори, па се пројави желба, реков, дај да купам, реков, една кола. Па јас се распрашав уште за неколку дена, пронајав колата во Белче де Мирхесар. Симка, и тоа ми е најстарата и во моментот и најдрага кола. Трофеј. Трофејна. И па кога собраве свеќе една кола и почнав се несорет. И еве Тргна втората до 11 сега. Момчињата сакаат ново поголем дел и девојчињата исто така обожаваат таков тип на превозни средства. Па ајде да кажеме, еве на пример, колку автомобили има овде кај вас во музејот? Па имаме во моментот 12 автомобили, последно сега имаме едно комбе. Рено Ештафет. Ајде кажеме сега автомобилите на пример од најстариот до најновиот, може ли ги кажеме кои се? Па може некои ќе пропуштиме, али најстарата кола ми е Симка, тоа беше и првата кола. Симка од 53 година. Ford Taunus имаме два модели M12 од 64 година. Москвич имаме од 74-та. Буба од 76-та. Крајслер од мисля че да е 74-та и тој. Пегла имаме од 80-та година. Opel Rekord Олимпија од 55-та година. Па не знам, промашивме можеби некој. И комбето да не го пропуштиме за крај. Комбето не го пропушти, тоа е од 77-ма, Рено Ештафет. Во што имате голем имот, но и многу добро го имате изорганизирано. На колку квадрати се протега се ова што го имате собрано? Па негде околу 2500 квадрати. Земјиштето тука, па можеби има околу 700 квадрати покриен простор за сите експонати таму со се ресторант што планираме да градиме. Бара ли многу труд и напор сето ова што го правите? Па труд. Мислам дека со голем труд го работам тоа, али мислам да не е тешко. Чим се работи со желба, со тоа ме исполнува и воопште не е тешко. Дури јас добивам си тука кондиција за работа и за во Дуќанот, кога нешто тука ќе поработам, после сум посвеж да можам да работам и во Дуќанот. Јас ви благодарам за овој воведен дел од нашиот разговор. Ние ќе продолжиме, почитувани гледачи, со нашата емисија, но претходно ќе направиме една кратка пауза. Паузираме. Почитувани гледачи, се враќаме во разговор со господинот Борис Станевски, се наоѓаме во селото Крклино и разговараме со човекот кој, верувале или не, има направено прекрасен, фантастичен, премногу убав и голем приватен музеј. Господин Борис, да ве прашам, имавте ли вие идеја на времето да направите еден ваков музеј? Јас во животот никогаш не сум мислил дека ќе направам музеј, али јас, пошто собирав доста коли и предмети, бев поканет во една наша битолска локална телевизија
во една емисија и кога се митуваше таа емисија, почнаа другарите, пријателите, граѓаните што гледале емисијата, па рече ти си направил музеј. Секој втор, трет што гледал емисијата вика си направил ти музеј. Па реков зошто да не направам и музеј кога сите така. И тоаш пред 15 години го регистрирав збирка на реткости Филип село Крклино. Прекрасно. Нека ви се множат вакви работи кои што си ги собирате и да ви кажам дека сте еден од ретките во нашата држава. Еве, почитувани гледачи, може да видите сега со многу трпение, со многу љубов и со работа какви се убавини може да се направат и што се може човек да претвори од една обична празна соба. Ајде да се вратиме сега да кажавме малку за моторите, кажавме за автомобилите, да се преселиме во етно делот. Може ли да ми кажете нешто повеќе за тоа? Па во етно просторите имаме 4 соби, поточно 5 соби. Имаме, како што рековме, градска соба со предмети од негде од Илигденското востание за времето на конзулите и може дури Оргулја имаме негде околу 220 на години стара. Селска соба имаме и тоа така околу пред 100 на години, како работеле моите родители, моите дедовци, прадедовци, со предмети, носи алатки за обработување на земјата, за покуќнина. Имаме еврејска соба, пошто имаше во Битола доста евреи. Тие се од еврејски куќи, што кога ќе ги најдев, ми кажува ова беше еврејска куќа, тоа е останато од евреите. Па не е уредено како еврејска соба, тоа, али предмети наоѓани од еврејски куќи. Имаме исто и турска соба. Знаеме дека доста во Битола имал турци и долго време биле се задржале тука. И некои предмети од тоа време. И така. Има предмети од Втората светска војна исто така јас видов. Па има доста од предмети од Втората светска војна, ама има повеќе од Првата светска војна. Првата светска војна се одржуваше кај Макчалан и во селото мое, а селото мое и фамилијата моја беше иселена во друго село во Габалавци, се вика, за додека беше војната и доста предмети имаме од Првата светска војна. Како успевате да ги најдете сите овие предмети? Па секогаш кога патувам, пример за мојата работа, пороба, на гости ако одам, тие ме викаат да влезам дома, јас влегувам во изба или во плевната, во шупата. И па нешто со помош на телевизиите што вака некогаш се емитува за музејот, ме наоѓаат луѓето, некои што имаат потреба да ги продадат или му сметаат да не ги фрлат, па али секогаш скоро сите со пари ги. Вика ми смета ова, ама гледам и доста добра паричка си барат. Така, каде може да ве најдат? На кој број сте достапен? 070 312 146. Еве сега во моментот и оние кои што ја гледаат нашата емисија, доколку имаат нешто што сметаат дека би било убаво да се зачува за секогаш и да добие една вистинска трајна вредност, може да се јави кај господинот Борис и да го донира или еве некако понуди, па да видиме како ќе се договориме. Па може и да го стави на чување. И секогаш да остане и негово да види. Така, прекрасно. Само да го красува музејот и кога ќе посака да види и негово. Колку убаво. Кажете ми, јас видов и еден дел каде што има една соба, апартман или што е тоа? Доаѓаат ли гости? Има ли можност да се изнајми, например, тој апартман? Па јас како што реков, никогаш не мислев да направам музеј. Не мислев никогаш и апартман да издавам. Али самите посетители кога ќе дојдеа, вика да има кај да поседиме, да има село да одмориме малце, нови чист воздух, нова тишина, нови мир. И тоа ме натера да и еден апартман веќе направивме за петчлено семејство, може да преспие тука. И да ужива во убавините, нели, во оваа недопрена природа. Па се надевам дека ќе ужива. До сега сите оцени се 9,6 на Booking. Така. И голема пофалба на мојата сопруга. Така.
И таа исто така е многу вредна како вас и морам да кажам дека вие во последно време работите на уште еден план, уште една ваша идеја да ја преточите во стварност, а тоа е работите на создавање на еден ресторан. Па на еден мал етно ресторан моментално работиме. Исто ќе има уште 4 мали апартманчина, барем негде вкупно да може околу 25-30 души да може да се сместат. А секој посетител кој ќе дојди бара да остане ако може некој ден, а бара исто вика некој кој иде за кратко, за некој сат или за еден ден, вика да има нешто и да подкасниме, нешто многу пати ќе печиме пиперки, ќе му премириса или некое друго селско јадење. Па да поседиме и еве сега веќе градиме еден ресторан кој би требало да биде негде 2017 година готов. Јас ви благодарам и за овој дел од разговорот. Почитувани гледачи, ќе направиме уште една кратка пауза, а имам подготвено за вас исто така многу интересни прашања за нашиот трет дел од разговорот. Ќе направиме кратка пауза, а вие, почитувани гледачи, останете тука. За оние кои малку подоцна се вклучија, почитувани гледачи, денеска сме специјални ексклузивни гости во приватниот музеј на господинот Борис Станевски, кој што се наоѓа одека во селото Крклино, Битолско. Сакам да ве прашам, како е животот овдека во Крклино? За мене животот нормален. По-нормален за мене него ли да сум во град. Убаво ли е да се живее тука? Мислам дека е убаво. Прекрасна, убава и еколошки чиста средина, нели? Имавме стан со мојата сопруга, го продадовме станот, за да не мислиме за воопшто за во градот. Еве имам 4 дечиња, ни едно дете нема, никогаш не ми дофрлило зошто сме тато во село, дај да одиме в град. Так. И по тоа претпоставам дека е убаво да се живее. Барем во моето село, али мисля че и во сите села е убаво да се живее. Прекрасно да сте жив и здрав. Кажете ми, вашата супруга ми кажа да ве прашам, кога ви е најтешко? Може ли да ни дадете одговор на тоа прашање? Па најтешко мене ми е зимата, кога во дуќанот немам работа. Тука околу музејот зладно е, не може. Најтешко значи мене ми е кога немам работа. Така. Најтешка работа ми е кога нема што се работи. Да сте жив и здрав и стално да имате нешто вака убаво и Господ да ви дава вакви убавени, бидејќи со вашите раце правите уште поголеми убавени од она што природата или што некој нешто го направил во минатото. Сакам да ве прашам уште една вака интересна работа. Колку време посветувате? Бара ли секојдневно одржување музеот и збирките кои што ги имате овде? Видете, јас во летото кога е 6 месеци повеќе работа во дуќанот. Како што ви кажав, дуќан имам со велосипеди и сервис. Таму сум негде од 10 до 12 сати нонстоп во дуќанот. Значи ова сето го работам во слободното време. Ама не можам да кажам само дека јас го работам заедно со мојата сопруга, со моите деца. Сакам да ве прашам како се викаат вашите дечиња кои најмногу ви помагаат во работата? Па имам 3 ќерки и 1 син. А тоа се Гордана, Марија, Катерина и Филип. Супер. Еве вака сега со ова праќаме една убава порака до сите кои што не гледаат, да знаат дека сложни браќа куќа градот, нели така вели, а еве што се прави во оние фамилии кои што изобилуваат со слога и воедно и со талент, но и работат вредно и честно. Сега, да ве прашам, ќе ни кажете ли во животот како почнавте? Од што тргнавте? Како успеавте да дојдете до музеот? Ми кажавте дека работите со салон за велосипеди, имате сервис и продавница. Претходно работев јас од 71 до 93 како стаклар работев во Македонија стакло. Не можев да ја запослам мојата сопруга. Покушав, отворив едно дуќанче, а тоа беше 91 година. И отворив за велосипеди. Како мало дете од 6 години волој пасев. Пошто рековме војната, Првата светска војна беше, железа збиравме. Сеќаваме на година влечки си купив од дождливо беше, од железа што собиравме по ридот. Уште тогаш како мало дете, уште на 6-7 години пушки правев, некој ќе најдев стара, поправав, пукав и многу премнеше има поминато такви.
Како- цел живот си работите. Да. Како мало кој ќе одев со воловите да ги пасам кравите. Сите играа нешто, јас само делкав и секогаш ми беше мојата блуза скината тука, правев авиончина. Во колекцијата ми е уште сакав, барав и авион да ставам во мојот двор. Али одев по овие спортски аеродроми, во Куманово бев пазарев еден авион, ама не успеав и мислам дека повеќе и сега се откажува. Во моментот имам пазарено сега еден авионски мотор, барем авионскиот мотор ќе оставам тука. Моторот да е тука. Да. А ја ви посакувам во догледна иднина да има и некој Сите желби авион. така, то ми е неостварено, али мислам со купувањето на авионскиот мотор ќе се исполни желбата. Господин Борис, како што имате овдека стварно голем вила е 2500 квадрата, овде и еден джамбо джет може да се паркира, така да. Ќе видиме почитувани гледачи што ќе откриеме овде во следната емисија. Сакам да прашам, од сите овие предмети кои што ги има овде, на вистина има чудеси кај вас. Имате ли некој кој што ви е посебно драг или некој кој што ве врзува со некој така интересен спомен? Па сите предмети ми се драги, не можам некој. Пример од колите, симката би е прва од колите ми беше симката ми е посебно драга, многу е ретка. Со секој предмет најден имам спомени како сум ја нашол, приказни. Сите предмети ми се драгоцени. Јас сакам сега да прашам, има ли нешто што би било интересно, мака да им го порачате на нашите гледачи, со оглед на тоа што не гледаат најмалите дечињата, што би им порачале ево, за еден ден да можат да направат барем некој од нив нешто слично на ова што го направивте вие во вашиот живот? Па јас му пожелувам на дечината да покушаат, ако можат, да го посетат овој музеј и секогаш да ги ценат старите предмети. И секој предмет си има своја приказна, своја историја. Еве колку за информација, колку предмети има во вашата музејска збирка? Па точно не можам да ви кажам колку предмети има, ама мислам негде околу 2200 предмети дека има. Доста предмети имам што не се изложени, што имам дупликати. Една од желбите ми е да барем некој поголем простор да можам да изградам, да можам сите предмети да ги изложам. Пример, за една кола треба околу 10 квадрати да биде простор за да може секој да ја разгледа. А овде ќе е во 3 квадрати една кола ставена. Јас се надевам дека во иднина ќе дојдат и поубави времења за вас. Се надевам дека ќе добиете и помош од разни заинтересирани страни кои можете ви сега да не видат. Така да за крај сакам да прашам, имате ли уште некоја на пример неостварена желба вака за крај? Без желби и планови има многу. Јас барем едно 3-400 години да живеам, да ги направам сите планови. Али јас претежно се што правам со ќутење, многу пати ми се лутат моите деца. Со ќутење викаќе, ако кажам нешто, се пофалам и не ми успеват работите. Али планови имам доста во животот и така и не сакам. И не сум ни фалбаџи, ако скажам нешто, ќе спани да се. Фала. Значи, само да чекаме резултати и да проверуваме од време на време. Јас ви благодарам што бевте гостин во нашето денешно дружење и се надевам дека нашите гледачи на вистина уживаа во сето ова што има можност да го видат кај вас. Ви благодарам што не примивте да бидеме дел од ова ваше чудо кое го имате направено овде во село Крклино. Така да уште еднаш сите оние кои што ќе сакаат каде можат да ве најдат. Секој што сака да не посети може да се јави на мобилниот телефон 070 312 146 или во селото Крклино има патоказ и ќе го донесат до музејот. До музејот кој што се наоѓа на 5 километри од Битола, значи ниту е тешко, ниту е комплицирано. Секој ќе биде почастен по една крклинска домашна ракија или вино. Така, а на децата што им дадете? Па чајче имаме во секое време. Сок и слично. Сок чисто, да. Ви благодарам, фала ви многу, да ни бидете живи и здрави. А вие, почитувани гледачи, тоа беше се за денес во нашето денешно дружење. Останете ми живи, здрави и весели и гледате емисијата Супер Звезда. Се гледаме повторно во новото издание кое е за 7 дена од денес, а до тогаш слушате ги мама, тато и, како што реков, гледате Супер Звезда. Чао, пријатно и до гледање. Чао.